Скопје е едно место и едно време кое мора да го живееш и дишеш многу долго за да можеш да го пренесеш на парче хартија. Ми требаше време да го напишам во мојата душа. Ова посебно издание е посветено на нашето Скопје, вели авторката Тодорович за авантурите и тајните на градот во љубов голема колку Скопје. Неколку години не работев во македонска телевизија, во скопска програма. Тука имав можност да го истражам градот и да научам на кој начин пулсира. Тогаш бев и релативно многу млада. Во тој период на некој начин можеби и се оформував. Меѓутоа, љубовта кон градот не престана. Затоа што тоа всушност ми даде шанса да го научам оној дел од Скопје кој што претходно не сум го знаела или не сум знаела дека постои на таков начин. Заради тоа можеби од тогаш таа љубов никако да помине. И сепак мислам дека љубовта кон Скопје е нешто што треба да го носи секој, односно секој кој што живее овде, за да може да живее среќно тука. Друго исто би сакала да им порачам на сите оние кои што ќе прочитаат книгата, за да можат да ја сватат и да ги допре на начин како што мене ме допре, е тоа што ќе подистражат малку повеќе за сите оние работи кои што се споменати, затоа што мислам дека мора да знаеш точно, историјата на твојот град од каде што потекнуваш, за да можеш и себе си подобро да се научиш, да се запознаеш. За оние кои што се уште ја немаат прочитана книгата, дали ова е љубовна приказна? Да, во средиштето е љубовна приказна, меѓутоа приказната е многу слоевита, затоа што покрај оваа љубовна приказна тука се главните 4 ликови, кои што се дечиња на возраст од 13 години, кои што живеат сега во ова современо Скопје. Меѓутоа, покрај тоа, еден дел кој што е многу значаен за книгата е тоа што преку приказната се открива оној дел од Скопје кога Скопје го доживува својот европски процут. И тука се споменуваат многу скопски мала, кои што биле тогаш најмногу населени, оние објекти каде што пулсирало младото население, на кој начин се забавувале. Колку се разликува ова Скопје од некогаш кога живееле нашите предци? Искрено мене тој период од Скопје ми е еден од најомилените, затоа што сметам дека токму тогаш во тој период Скопје функционирал како една вистинска метропола. И мислам дека сега во голем дел Скопје се разликува затоа што луѓето тогаш кои што живееле биле релативно луѓе кои што биле да речеме од тука и кои што добро го познавале градот. Меѓутоа Скопје сега е станат милионски град со жители и тоа е одлично, меѓутоа сепак мислам дека сите оние кои што живеат тука треба да го запознаат градот за да научат да живеат посрекно во него. Во рамки на 5-тото издание на манифестацијата Денови на Европско Скопје се одржи промоцијата на книгата, која успеа на едно место да ги собере вистинските љубители на нашето Скопје, кои со посебни емоции влегоа во својата голема авантура. Имаше многу љубов, многу убава енергија на целата промоција, затоа што во главном тоа беа луѓе кои што јас лично ги познавам и навистина ми беше многу ќеив што дојда во толку голем број. Уште еднаш да им се заблагодарам на сите кои што дојдоа. И особена исто благодарност би упатила до Дирекцијата за култура и уметност кој што го поддржа овој проект и сметам дека во иднина би соработувале исто така. Друго исто би сакала да искажам една благодарност до издавачот, секако тоа е издавачката куќа Паблишер кој што веруваше во мене. И секако би сакала да кажам дека книгата е поддржана од Министерство за култура и сега нормално на последниот конкурс аплицирав со продолжението на оваа трилогија. Односно со третиот дел ќе заокружам оваа трилогија за Скопје со еден водич за модерно Скопје за деца, кој што исто така ќе биде многу необичен. До сега немало таков водич и така баш ми е предизвик да го направам и да можат децата да уживаат во разгледите на градот со него. Децата можеби донеса посебна љубов на промоцијата. Имаше многу голем број на дечиња кои што веднаш ја земаа книгата и почнаа да читаат. Да, тоа особено ми беше многу голема радост, иако многу бев збуната и возбудена и среќна и некои многу чувства измешани. И не ја видов јас толку промоцијата затоа што бев одзади подпишував книги, меѓутоа се надевам дека сите уживале.
особено нели во делот кога Нина Јанева ја испеа нели песната која што е носечка во книгата, еден бакнеш од Нина Спирова. Потоа исто мојот драг колега актерот Теоман Максут, кој што на еден наемотивен начин го кажа, не го прочита, туку го научи наизуст писмото кое што е исто дел од книгата. Така што мислам дека и тие многу придонесоа за самата атмосфера да биде толку многу емотивна и се надевам дека во иднина ќе имаме уште многу вакви средби каде што ќе можеме да му се радуваме на нашиот град. Доколку има нешто неоткриено, а сакате да го чуете и прочитате за главниот град, оваа книга е вистинскиот подарок.